време го користеше да донесе странски инвеститори во Република Македонија и беше косопственик на компанија, каде што уделот го продаде пред да биде ангажиран во владата во Република Македонија со договор од 15 мај 2015 година и наместо да оставате празен простор и да ширите заблуда преку вашиот портпарол и одговорен за комуникација во владата, нема износ, јас ќе ви го кажам кој е одговорот, нема износ затоа што износот е нула. Тоест, Христијан Мицковски работеше про боно, без надомест. За разлика од вашите советници во овој момент, кои што се луѓе, кои што ги бројат процентите на уништените полициски специјални сили во Република Македонија, дали биле 8%, 10%, 12% и така натаму. Грешите, господин Заев. Прифатете го ова што ви го велам како професор, ви го кажувам. Не ви го кажувам ова како Христијан Мицковски. Повелете. Господин Мицковски, не знам што се го советувале Груевски. Сте биле долг период негов советник, после и негов директор, поставен од него на една од најсериозните компании во Македонија. И тоа нека го ценат граѓаните. Како тоа вие сте го советувале? Дали било тоа про боно или не? Нека е про боно. Вие сте биле негов советник за енергетика во државата. Во делот на тоа колку е подобрен квалитетот на животот на граѓаните чувствуваат. И апсолутно вие не можете да зборувате за тоа, заради тоа ве промени од власт, заради тоа се такви резултатите после на локалните избори. Насушно бараа слобода граѓаните да гласат слободно и да ве променат од власт. Така да треба малку да се потрудите и да понудите нешто на оваа земја, ако сакате некој пат вам мора да се врати на власт. А јас буквално ќе се потрудам тоа да не биде толку брзо. Врска со човековите права, што беше и тема за овој дел, тврдевте дека десетици патриоти неправедно се гонат за измислено дело, побаравте безусловно запирање на процесите што исто така ги сметате за политички прогон. Дали судските епилози можат повторно да се одразат врз вашето учество во парламентот? Ќе гледаме ли евентуален нов бојкот од ВМРО-ДПМН? Пред да одговорам на вашето прашање, кратко должен сум да на господина Заев му дадам еден краток одговор. Да немаме заблуда. Христијан Мицковски беше советник на господинот Никола Груевски и на господинот Емил Димитриев, отприлика околу година и пол, и да, нешто помалку од една година, директор на АД Електрани на Македонија. А какво беше директорувањето на Христијан Мицковски во АД Електрани на Македонија, повикувам да направите анкета меѓу вработените. Инаку додека бев советник и директор, ви оставив неколку проекти во енергетиката кои што ги поништивте, за да сега повторно истите тие врз основа на истите подлоги ги реобјавите. Тоа е суштината на директорувањето и советувањето на Христијан Мицковски. Камо ли 3% вашите директори кадри да се успешни како Христијан Мицковски, јас сега ќе ви честитав јавно дека председател Македонија. Не барам 5, 3%. Но да не зборувам во прво лице Нина, ќе го оставам тоа, еве вие самите да проверите, низ една анкета, низ вработените, бидејќи рековте све можете да проверите, па еве позанимувајте се со животот на Христијан Мицковски и неговото семејство, така рековте, цела македонска јавност е слушна, све можам да проверам, вика. Еве, проверете го и ова, па потоа на следната дебата се надевам дека ќе му удостоите со одговор. Инаку што се однесува до бојкотот во парламент, апсолутно местото на политичките партии и на опозицијата е парламентот. ВМРО-ДПМН не размислува да го напушти парламентот, напротив, остануваме да се бориме внатре во парламентот, жестоко да се бориме и да ги демонтираме сите овие погрешни политики кои што ги води владата на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО-ДПМН е многу скоро ќе излезе со сериозна понуда пред граѓаните. Сега се подготвуваме и за митингот, големиот протестен митинг кој што ќе се одржи на 2 јуни, така што апсолутно немаме никаква дилема дека во периодот кој што следува ВМРО-ДПМН како конструктивна опозиција која што и мисли добро на Република Македонија, која што работи за интересите на граѓаните на Република Македонија и никако поинаку останува во парламентот и останува да ги води сопствените битки внатре во собранието, тоест во парламентот, во насока да ги демонтира сите оние погрешни политики кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз на чело со господинот Заев ги води. Повелете, имате минута. Не може само Заев денеска да провери. Може и Христијан Мицковски да провери, може Столе да провери, може сите граѓани да проверат, заради тоа што за разлика од времето на ВМРО-ДПМН, која се криеше, денеска владата сама ги нуди информациите и се е достапно. Нема повеќе тајни и се знае. И тоа е еден од сериозните успеси и корективи кои што носат придобивки на крајот на денот по функција на граѓаните. Транспарентноста, отвореноста, достапноста, честноста во политиките тоа го покажуваат. Јас само како возраст можам да прашам, која беше просечната цена на струјата? Додека вие бевте директор, која е сега?
сега е 38,17. Било 43,4. Што тоа се случуваше во 4 Имате очи? во лош терен, 24 те и предупредувам. 25. Имате може да Вие говорите. Тока многу енергетичар се поставувате, треба да кажете дека сте машински инженер, не сте енергетичар, а можеме на енергетиката да зборуваме до сабајле, ако сакате, за сите детали и сите суптилности во енергетиката во Република Македонија. Можеме за се да зборуваме и јас верувам дека лекција можете да учите од добар економист. 30 секунди имате за одговор. Ако е ова лекцијата, ќе паднам на испит. Фала некем. Не можете кај таткови да паднете на испит кај што сте асистент. Не, Како ќе татко ми не беше професор на економски факултет. паднете? Кај вас. Инаку, господине Заев, две грешки направивте. Нити тогаш било 43, нити сега е 38. А имате еден од најблиските соработници, можеше да ја подготви подобро за цената на електричната енергија. Најдобро знаеме колкава била и тогаш и сега. Таа не променета, околу 41 е производната цена и тогаш и сега, бидејќи регулаторниот период трае една година, така да не е возможно да се промени, иако сега со 1,5% кој што барате, се обидувате пред граѓаните да кажете дека еве, а нема да ви даде. Тоа е поврзано со ова прашање. Инаку, навистина, жалам што дискутираме на тема на која што не само што не ја владеете, него и погрешни податоци кажувате. Енергетиката е комплексна струка. Машинскиот факултет има насока енергетика, производно машинство, индустријски менеджмент, хидравлика, пневматика и така А вие натаму. сте по енергетика. Така е. Така што, господине Заев, а и што не знаете, прашајте, ќе ви кажам. Нема да ви излажам. Не ми е мене тоа карактерна особина. Реформи во јавна администрација, од она што го видовме досега изминатата година, таа е пребројана. Каде се реорганизацијата и креирањето на подобри услови за сите граѓани на земјава да имаат право на ефикасни и брзи услуги и конечно ова област повеќе да не се дефинира како партиска пирамида на моќта? Значи, јавната администрација во Македонија е буквално загарантирана со законите на непроменливост. Не може да понудите кадар кој што апсолутно не покажал, немал шанса досега да работи за да стекне искуство од 10 години, од 5 години, од 3 години, и за да му дадете шанса, за да може да покажете резултат. Буквално се заштитени голем дел од раководните структури кои што до ден денеска се исти. Тие минират еден куп политики во државата заради тоа што законите се така донесени во Македонија. Јас верувам дека работите ќе се менуваат и секој ќе добие шанса во државата. Денеска можете да влезете само помлад соработник со искуство, кое што го немате во државата, а можете да покажете резултат, заради тоа што се бара искуство во јавната администрација. Може некој има 15-20 години во приватниот сектор, не му вреди ништо. Тој може да тргне од помлад соработник. Но тргнуваме со реформите. Денеска огромен процент, ако не и сите контролни механизми на владата не се промените. Еве последна година, антикорупцијска, антимонополска, антидискриминаторска, голем дел од регулаторните тела. Тоа се сосема различни политики, за разлика од 2006, кога со една одлука се промени се, без разлика дали е тоа контролор на извршната власт или не. При тоа денеска вработувањето одат по потреба на институциите, не по тефтерчето на некого, како што тоа беше. Институцијата, ако има потреба, се објавува јавен конкурс и фер шанса имат сите. Да, и моите социјалдемократи и подржувачите на ВМРО-ДПМН, но најповеќето граѓани од се најмногу, тие што се неутрални и апсолутно не се членови на било која партија, но имат фер шанс. Денеска институциите вработуваат на упразните места само, а не се трупат внатре. И денеска има критериуми. Денеска работиме со кантограми кои што треба да покажат успешност на самите проекти. Тоа се најголем дел од трошењето на времето на министрите, на премиерот и на сите во државата, за да покажеме конкретни резултати. И јас верувам дека со сите оние реформи, согласно стратегијата за реформите во јавната администрација, ќе имаме конечно професионална, ефективна и ефикасна администрација. При тоа се надевам дека секој од вработените во јавната администрација ќе се исполнува својата задача да ја зголеми неговата продуктивност. 8 часа работно време треба да биде испочитувано. Имате реплика, минута? Да, еве едно прашање, да речеме исто на конкурс градоначалничката на Битола го вработи својот брат? Или градоначалникот на Берово, супругата? На конкурс го ангажираше генералниот секретар на владата Кумашинот за адвокат? Исто директорката на Агенцијата за вработување, откако е директор, ги вработи сестрата на сопругот, синот на сопругот, внукот од сестра на сопругот, старосватицата. Синот на советникот ваш, господинот Грчев, исто во Елем.
Се ова беше по конкурс, се беше заслужено.